Со влезот на децата во училиште започнува и образовниот процес во чии рамки се стекнуваат знаења во сите сегменти од живењето. Тоа значи и прва средба со историските важни датуми за нас. Оно што го отвараме како прашање на редниве минути со соговорничката во студиото 3 на Македонската телевизија е како наставниците, но и ние родителите да ги запознаеме децата со значајните историски датуми и како да го поттикнеме родолюбието кај нив. На оваа тема разговараме со оделинскиот наставник Тања Томовска-Герасимовска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и од мене. Ви благодарам на поканата. Чест ми е што денес ќе гостувам во вашата емисија. Спомнавме со Ване со влезот на децата во училиште, започнува образовниот процес во кој тие стекнуваат знаења во различни сегменти од живењето, меѓу кои и за значајните историски датуми. Кои се првите информации кои што децата треба да ги дознаат, а се поврзани со, да речеме, одреден празник? Кога децата ќе се запишат на почетокот во основното образование, кога ќе го започнат основното образование, ние како наставници имаме обврска да работиме со нив пред се на втемелување на некои нивни животни вредности, односно поглавните животни вредности, меѓу кои љубовта кон татковината, преку спознавање со позначајните историски датуми за нашата држава. Секако дека првиот датум со кој што се сретнуваат учениците 8 септември, денот на независноста на Македонија, ние како наставници почнуваме со разговор симнат на ниво на соодветно на учениците, односно им кажуваме во насока дека тој ден е роден ден на нашата татковина, исто како што и ние сите имаме роден ден кој што го славиме, така и нашата татковина има ден каде што го слави својот роден ден, тој е 8 септември. Понатаму преку спознавање на државните символи, знамето, химната, грбот. Меѓутоа морам да кажам дека доста деца веќе кога ќе дојдат во училиштите клупи се запознаени барем со тоа како изгледа нашето знаме, ја знаат химната, да ја пеат доста добро, така да сме среќни што имаме деца од најмала возраст кои се запознаени со основите на нашата татковина, односно со символите на нашата татковина. Така, тоа е добар показател и добар податок дека и родителите, чисто да напоменем, имаат значајна улога заедно со наставниците во втемелувањето на овие вредности на љубовта кон татковината. Денес на работен ден, денес одмараме сите, одмараат и дечињата, но предпоставам вчера во училиштето имавте активности за да се одбележи денешниот празник, па ете, што се случуваше вчера, како се одбележа празникот? Точно. Вчера, бидејќи беше последниот работен ден од неделата, најпрво со учениците започнавме разговор на тема татковина, како вовед за објаснување за денешниот празник. Разговаравме дека сме учеле за химната, дека знаеме да го цртаме знамето, за природните богатства на нашата татковина, се во насока дека оваа татковина е заеднички дом на сите нас. Но како стана заеднички дом на сите нас е благодарение на борците, односно на предците кои што се бореле за слободно живење во нашата држава. Апсолутно дека мораме да внимаваме на информациите кои што ги споделуваме со нив, сепак се тоа деца и треба да примат соодветни информации кои што нема да предизвикаат кај нив никаква омраза, дискриминација по било кој основ, етничка или верска припадност. Потоа разговаравме дека обработувавме стихотворба, празнуваме многу убава стихотворба за по повод празникот 11 октомври, каде што ги славиме оние кои што допринеле за наше слободно живење во оваа држава. Исто така за чинот на празнување во нашата држава за сите позначајни датуми, како што е веењето на знамињата, слушањето на химната и слично. Мораме да селектираме на каков начин ќе им пренесеме, бидејќи нели денеска 11 октомври, ден на народното восстание, на каков начин ќе им пренесеме на нашите деца, како нашите предци се избориле за слободата на нашата држава. И на овој момент сакам да се задржам. Колку е важно да се биде внимателен при презентацијата на историјата и историските факти? Колку од пристапот на наставникот зависи дали децата воопшто ќе ја сакаат историјата? Апсолутно дека свеста кај децата и кај возрастните не е иста. Најпрво морам да напоменам дека за да пренесеме нешто,
треба и самите да го застапуваме и да го имаме во нас. А тоа е вредноста за родолюбието, односно за љубовта кон татковината. Доколку ние самите во нас го носиме, ја носиме таа вредност, ја негуваме и живееме со тие убедувања и нашите деца ќе можеме успешно да ги имплементираме во нашето општество со таа мисла дека треба да си ја сакаат својата татковина. Меѓутоа, како тоа го правиме од најмала возраст, доволно е они да сака да добијат слика дека она што го гледаат е убаво, позитивно, дека имаме татковина која што има навистина богата традиција, историска, културна ризница, да кажеме, нашата земја и навистина треба да потикнеме кај нив чувство на припадност со разговор преку, тие се деца, со разговор преку стихотворби, текстови, со содржини каде што се опишува нашата татковина во една многу позитивна насока. Така. Не случајно го споменавме родолюбието, тоа е љубов кон татковината во поширока смисла на зборот. Љубов кон химната, кон знамето, кон книгите од домашните автори, кон македонската филмска, ликовна, театарска, музичка уметност. Колку за ова, освен за овие поважни работи како знамето, како химната, како грбот, колку за овие други работи, кога зборуваме за филм, кога зборуваме за ликовна, театарска, музичка уметност, сакаат учениците да слушаат и колку за тоа се разговара во контекст на значајни историски датуми за државата. Интересно е да напоменам дека учениците од најмала возраст имаат потреба да истражуваат, да прашуваат се повеќе и повеќе. Посебно сега и со достапноста на интернет. На интернетот. Меѓутоа, еве до некаде и да ги заштитиме од тие влијание на интернетот, можеме и самите ние да им пренесеме љубов кон татковината, односно да го потенцираме родолюбието како наставници нормално. Апсолутно и родителите тука имаат многу голема улога во тој процес. Меѓутоа, учениците треба најпрво да осознаат за она што моментално го имаме. За она што го поседуваме и како сме дошле до тоа да го поседуваме на еден многу, да кажам, селектиран начин, со селектирани информации, во кои што учениците ќе се чувствуваат удобно, лагодно, ќе предизвика некој убаво чувство кај нив. Родолюбието е вредност која што, ќе напоменам повторно, сите ние треба да ја поседуваме, а децата се огледало на самите нас. Ги спомена Ване во еден сегмент родителите, апсолутно и ние носиме голема одговорност во целата оваа приказна. Колку ние треба да бидеме внимателни кога разговараме со децата за важните историски датуми, тоа да бидат историски факти, а не наша перцепција за историските факти. Бидејќи претпоставувам дека ви се случило во текот на образовниот процес да се најдете во ситуација каде што вие ќе предавате наставна материја и ќе разговарате со децата, а некој од нив ќе ви каже: "Па мене мама и тато поинаку ми кажа." Точно, да. Нели? Има доста такви ситуации, за жал ќе кажам. Сите деца растат во средина каде што родителите имаат своји собствени убедувања. Меѓутоа треба да е нешто заедничко за сите нас и да не поврзува нишка наречена родолюбие. Во вистинска смисла на зборот и со вистински пренесени факти, односно да ја доловиме вистината на децата. Не да ги залажуваме, не да представуваме некој розов свет или да ги кажуваме нашите размислувања. Вистината секогаш е најдобра опција. Тоа и ние на учениците им го кажуваме. И тоа се постигнува само доколку родителите многу внимателно дома разговараат со децата пред престојните историски важни датуми за нашата држава. Кога се разговара за историските настани, односно за историските датуми во нашата држава, родителите треба да обрнат внимание на каков начин ќе ги пренесат деталите од тоа што се случувало токму на тој ден. Нека биде преку песничка, нека биде преку стихотворба, каде што е многу убаво доловено, значи тоа што се случувало на токму на тој датум, меѓутоа многу внимателно да не предизвикаме можеби одбивност, страв, апатија. Целта е да се потикне љубовта кон татковината, а не апатија кон оно што сме можеле да го изгубиме некои минати време.
се соживуваат со ликовите на нашите народни херои. Се сеќавам кога ние бевме мали, па ги цртавме Гоце Делчев, Јане Санденски во училиште, па се надпреварувавме кој поубав портрет ќе направи, или секој со своите таленти по ликовната уметност. Меѓутоа, прашањето ми е, нели, генерално колку се соживуваат со ликовите, колку сакаат да слушаат за нив, за востанијата? А децата, посебно оние од помала возраст, се во години кога сакаат да слушаат многу приказни, искажани од наставникот. Тек тоа за нив се исто така, нели, како сите херои кои што ги гледаат и на филмовите, на цртаните филмови. Меѓутоа, сега во насока дека овие херои се наши. Так. И дека живееле во нашата татковина, дека создале за нашата татковина. Обично децата секогаш сакаат да се поисоветуваат со возрастните. Ние возрастните, кажувајќи им за тие ликови, за нашите предци, за хероите кои што биле дел од нашата историја и допринеле во голема мера за нашата татковина, на почетокот многу внимателно им ги представуваме на децата. Значи, што значат тие за нашата татковина. Пак ќе кажам, тоа е на едно многу ниско ниво соодветно за нивната возраст. Ние мораме да работиме со нив уште од почетокот, уште од прво оделение, па додека стигнат до моментот они да осознаат се за нашите Но ако ги заинтересирате, ако ја дадете основата, ќе сакаат да истражуваат понатаму, да истражуваат, точно. Дали тоа ќе биде на почетокот преку представување на ликот, да го видат ликот, да осознаат што направил тој лик, тогаш мислам дека би можели понатаму да и самите да почнат да истражуваат, и тоа сакаме да го потикнеме самите деца да истражуваат за она што се случило во нашето минато, односно како сме дошле до овој степен што сме сега. И така, учејќи низ историјата што правеле храбрите луѓе за оваа денешна Македонија која што ја имаме, мора да потсетиме дека децата учат меѓу другото така и за одговорност за себе, одговорност кон системот, кон своите родители, кон државата како целина. Така е. Се водам од тоа дека што ќе посадиме, тоа и ќе никне. Апсолутно дека за да имаме одговорни личности во општеството, од најмала возраст треба да им се потикне тоа чувство, односно од најмала возраст децата треба да бидат запознаени со темелните вредности на нашата земја. Односно, повторно ќе кажам дека ние сме таа алка која што понатаму ќе допринесе за тие личности да бидат одговорни во општеството. Доколку имаме деца кои што не се растени во духот на родолюбието и вистинските вредности, не можеме ни да очекуваме одговорни личности понатаму во општеството. Ване ги гледаше периодов, не знам дали ги забележавте Тања и вие, по социјалните мрежи беа тоа, генерално анкети во кои што се прашуваа граѓаните дали и кој празник конкретно го знаеме. Беше за 8 септември, така почна целата приказна, па видов неколку из 11 октомври, случајни минувачи на улица, од најмала до најголема, до повозрастни граѓани. Поразително беше во целата приказна што, ако не знаеа помладите, повозрастните не знаеа. Ниту за 11 октомври, ниту за 8 септември. Добро, тука можеме малку и да одземеме и на камерата. Еве, например, со нашата гостинка разговаравме пред да влезе во студиото, ни кажа, еве, чисто колку да, нели, ја извадиме малку ситуацијата, ни рече како, баш во неврзаниот момент беше како секој ден ова го правите без, нели, толку трема, вака опуштено пред камери, па се согласувате ве со мене или со Кристина, до толку не знаеме за 8 септември или ајде може малку и тука кривец да бараме во камерата и микрофонот, што мислите? Видете, има некои факти кои што навистина без разлика дали се наоѓаме пред камерата или било каде, не можеме да си дозволиме да не ги познаваме. Меѓутоа, нормално дека тремата си го прави своето, можеме да се збуниме апсолутно, не сакаме сега па и да го оцрниме нашиот народ дека не е запознан со својата историја и со позначајните датуми. Апсолутно. Нели се случува, зборуваме за поединци, дека секој пред камера не знае соодветно да се изрази, да каже и да го каже оно што може впрочем и го знае. Надвор од
позади камерата или во неврзан разговор или во секојдневието, сигурно дека луѓето се запознаени со позначајните датуми, меѓутоа апсолутно дека камерата си го прави своето. Да, но моравме без нели некого ние да осудуваме или напаѓаме, моравме да го споменеме моментот бидејќи нели кога веќе се прават такви анкети се создава и таква перцепција во јавноста. Па нели затоа ете да го продискутираме и тој момент. Многу е жалосно што вината за незнаењето се бара само кај наставниците. Затоа ги спомнавме родителите, да, станува збор за систем. Точно, станува збор за еден триаголник по кој што треба сите ние да учествуваме. Наставник, дете, родител. Тоа што го учи, тоа што го пренесува наставникот, треба да го подкрепи родителот. Би ги збуниле нашите деца доколку наставникот им кажува едни информации, родителот од дома им сервира други информации. Како мислиме дека тоа дете ќе израсне понатаму во сестрално развиена личност во општеството? Навистина, еве, верувам сите сме тука млади и во наше време имаше некоја дисциплина и на учење, и на функционирање, и на секојдневно живење, и ние сме растени во тој дух. Нашата обврска е на нашите деца, да им ја наметнеме истата таа дисциплина, нормално за да самите деца бидат развиени во ова општество онака како што треба. Но колку ќе дозволат за тоа денешните родители? Да, некако порано се беше поразлично, дали нели без тие Вибер групи, без Фейсбук групи и слично, најверојатно ученикот со наставникот си имаше и некоја по приватна комуникација, не знам како да кажам, во училиште и слично. Денес малку се поотворени работите, но ета и ако имаме доста позитивни страни, тоа има и негативни страни, бидејќи родителот има доста влијание на детето. Како родителот ќе го представи наставникот пред децата, така детето ќе го прифати и ќе го доживее. Мајчиниот јазик за крај во контекст на тоа што ние следно накусо нели не постои поголема привилегија тоа да се зборува на мајчин јазик, посебно на еден мелодичен, мек јазик како што е нашиот, кој што единствено има и буквата З во својата азбука. Колку дечињата го сакаат македонскиот јазик, предметот, го говорат правилно, колку се трудат тоа да биде така? Ке ми дозволите да кажам дека јас сум оделенски наставник во основното општинско училиште Блаже Конески, а името го носи на еден великан Блаже Конески, кој што е, да кажам, еден од основоположниците на македонскиот литературен јазик. И ќе го цитирам, дека јазикот е единствената наша татковина. Ако го чуваме, негуваме, вреднуваме и гледаме јазикот наш македонски, може да сметаме дека имаме татковината како куќа, како дом, како огниште. На самите ученици се трудиме да им ја наметнеме таа, да кажам, вредност за јазикот, кој е дел од родолюбието секако. Ќе се согласите, децата уште од најмала возраст првиот контакт со родолюбието го имаат преку јазикот. Почнуваат да зборуваат на мајчин јазик, а тоа е, да кажам, една од најголемите привилегии, да имате слобода на изразување уште од најмала возраст. Апсолутно, тука е почетокот и нишката за понатаму за сите оние информации кои што на децата ќе им се пласираат. И ќе кажам дека јазикот е оставен како аманет од нашите предци и не мислам дека треба многу одговорно да се однесуваме кон истиот. Ни дадовте совршен вовед во следната тема, линковското вклучување. Благодарам, Тања, за гостувањето во Македонија наутро. Не можевме да одбереме подобар соговорник за оваа тема. Ви благодарам и вам на вистина и покрај мојата трема, веќе кажам дека и јас имам голема трема за пред камери, се надевам дека ви бев добар гостин. Бевте совршена, благодарам. Се помина водата. Не знам, јас мислев дека се шегувате за тремата. Бидејќи така течно ви одеа мислите, добивме фантастични одговори, но да, ета што е наставник. Училницата му е најкомфортна зона и затоа смета дека кога ќе излезе од училницата е малце потешко. Но одговоривте на предизвикот совршено. Благодарам многу за гостувањето. Количката Елизабета Кузмановска имаме на второто линковско вклучување. Вовед дадовме пред малку. Големиот Конески вели јазикот единствената наша татковина, Елизабета, чувар на идентитетот. Треба ли некаква посебна најава за она што ќе го говорите со својата соговорничка?